Благодарам, подпредседателе. Почитуван министер за финансии, почитувани колешки и колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани кои не следите. Пред нас е најважниот документ во државата, дополнетиот предлог буџет за 2022 година, и би сакала пред сите вас да дадам краток осврт за истиот. Во мојата дискусија би се осврнала на појаснувањата за неговите најважни цели во интерес на граѓаните кои не следат. Од општ аспект погледнато, несомнено е дека буџетот го заслужува целото наше внимание и конструктивност, но секако и поддршка за негова реализација во наредната година. Предлог буџетот за 2022 година предвидува следни 4 цели. Продолжување на грижата за заштита на здравјето на населението, економско заздравување и забрзување на растот, зголемување на инвестициите при истовремено спроведување на фискалната консолидација, непречено финансирање на основните функции на државата и поддршка на реформите во правосудството и евроатлантските интеграции. Како акт со голема важност, буџетот обезбедува информации за структурната распределба и обемот на планираните буџетски средства за секој корисник во годината. За 2022 година е планиран развоен буџет со повисоки капитални инвестиции од дефицитот, насоченост на парите според политики што ќе значат поголем ефект кај граѓаните, бидејќи тоа се нивни пари, што значи дека ќе се добие вредност за парите. Во овој контекст треба да се нагласи дека е применето златното правило на јавните финансии. Во 2022 година капиталните инвестиции ќе бидат повисоки од буџетскиот дефицит. Имаме највисоко учество на капиталните инвестиции во вкупните буџетски расходи. Во однос на фискалната консолидација ќе има подобрување на наплатата на буџетските приходи преку мерките за намалување на сивата економија, мерки за спречување и сузбивање на корупцијата и забрзана дигитализација на јавните услуги. Намалување и реструктурирање на буџетски расходи преку кратење на неприоритетни несуштински трошоци и поголема поддршка на приватниот сектор. Поголема диверсификација на изворот на финансирање и дефицитот и отплата на долгот. Дополнетиот предлог буџет за 2022 година е развоен, при што се создава амбиент за севкупен развој, а во тој контекст и развојот на општините. Особено е важно да се спомене реформата за унапредување на фискалната децентрализација, која што нуди сериозно системско решение за стабилни финанси на општините. Со реформата се доделуваат повеќе средства за општините. Тоа се постигнува со зголемување на сегашните 3% предвидени приходи за општините од данокот на личен доход на 6%, кајко изголемување на стапката на дотација од данокот за додадена вредност од 4,5 на 6%, кој што ќе се применува од 2024 година. Средствата од дополнителното зголемување на процентот на данокот на додадена вредност за општините ќе се распределуваат во два нови фонда: Фондот за перформанси и успешност и Фондот за изедначување. Фондот за перформанси ќе ги награди општините што имаат подобра наплата на локалните приходи, додека Фондот за изедначување ќе делува во насока на намалување на разликите согласно фискалниот капацитет на општините. Постигнување локален и регионален развој е вклучено и во планот за забрзан економски развој. При тоа планот за забрзан економски развој има за цел зголемување на инвестициите со мобилизирање на средства од приватниот сектор. Реализацијата на буџетот за наредната година ќе овозможи поддршка на економскиот раст, проектиран на 4,6%. Предлог буџетот, вкупните приходи се планирани на 238,9 милиарди денари и се за 7,4% повисоки од годинава. Вкупните расходи се планирани во износ од 272,4 милиарди денари, што е 1,4% повеќе од 2021 година. Дефицитот се планира на ниво од 33,5 милиарди денари или 4,3% од БДП и е понизок за 2% поена во однос на дефицитот во 2021 година.
При тоа, капиталните инвестиции се повисоки од буџетскиот дефицит и изнесуваат 37,8 милиарди денари, што е за околу 27% повеќе во однос на 2021 година. Главна карактеристика на предлог буџетот за 2022 година е дека дефицитот ќе се користи единствено за поддршка на позначителниот дел од капиталните инвестиции. Развојната компонента на буџетот се гледа преку зголемените средства за капитални расходи за околу 27% во однос на 2021 година, поточно во 2022 година се предвидени 8 милиарди денари повеќе за капитални проекти. Капиталните расходи следната година се на историски највисоко ниво од 14% од вкупните расходи. Одлика на овој буџет е дека парите на граѓаните ќе се искористат таму каде што даваат најголеми ефекти во остварување на целите за повисок квалитет на животот. Средствата ќе бидат наменети за интензивирање на реализацијата на инфраструктурните проекти, односно за инвестицијските вложувања во патната и железничката инфраструктура, енергетската и комуналната инфраструктура, како и капитални инвестиции за подобрување на условите во здравствениот, образовниот, социјалниот систем, земјоделството, културата, спортот, заштита на животната средина и правосудството. За да се одговори на се уште присутните предизвици од пандемијата со COVID-19, предвидени се повеќе средства за здравствениот сектор и истите се планирани на ниво од 7,4 милиарди денари. Значителен износ се однесува на набавка на вакцини против COVID-19, реконструкција на јавните здравствени установи во износ од околу 260 милиони денари, набавка на медицинска опрема, реновирање, опремување на вакцинални пунктови, како и други програми. Подобрата ефикасност и ефективност во употребата на јавните пари ќе се постигне преку зајакнат мониторинг во рамките на механизмот за повисока реализација на капиталните расходи, воведување повеќе индикатори за мерење на успешноста на буџетските корисници и воведување интегриран информацијски систем за управување со финансии, интегриран даночен информацијски систем. Потврда за тоа дека фокусот ќе биде на капиталните инвестиции и кратење на тековните расходи до ниво 86% од вкупните расходи. Со предлог буџетот, тековните расходи се намалени за 4,3 милиарди денари во однос на 2021 година или за 2% пониски односно на ниво од 234,6 милиарди денари. При тоа, кај расходите на стоки и услуги, кои што се проектирани на ниво од 20,6 милиарди денари, има намалување за околу 6% или за 1,3 милиарди денари како резултат на фискалната консолидација и сведување на минимум на оперативните трошоци преку буџетот. Останува определбата за оптимизација на администрацијата преку контрола на новите вработувања, како и подобрување на квалитетот на животот на вработените и зголемување на мотивот за професионално, квалитетно и целосно исполнување на работните задачи. Социјалните трансфери се проектирани во износ од 124,5 милиарди денари, при што за исплата на пензии се 64,4 милиарди денари, за исплата на надоместоци за социјална заштита на најранливите категории 11 милиарди денари, за исплата на паричен надоместок во случај на невработеност 1,4 милиарди денари, како и за активни политики и мерки за вработување 1,8 милиарди денари. Продолжува поддршката на земјоделскиот сектор преку исплата на субвенции и средства за ИПАРД програмата, потоа поддршка на приватниот сектор, активните политики и мерки за вработување. Би сакала во продолжение да се задржам на предлог буџетот за 2022 година на одделни области и министерства и да дадам кус осврт и анализа на истите. Во таа насока, најголемиот дел од средствата од предлог буџетот за идната година се распределени на следниве области: социјална заштита 94 милиарди денари, економски работи 48,7 милиарди денари, здравство 42,6 милиарди денари, образование 30,4 милиарди денари. Во буџетот на МОН за 2022 година зголемување на средствата се планирани во подпрограмите: изградба на училишни и спортски сали во основни училишта во вкупен износ од 399 милиони денари, што е за 8,4% повеќе од минатата година,
Реконструкција на основните училишта со износ од 260 милиони денари, или тоа е зголемување од 197,5%. Енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во износ од 257 милиони денари, што значи зголемување од 135,8%. Реконструкција на средните училишта во износ од 124 милиони денари, или зголемување за 467,5%. Со буџетот во МОН понатаму се обезбедуваат и нови наставни програми кои се во согласност со напредокот и новите сознанија во научните истражувања, современи материјали за учење, а во оваа насока, во оваа прилика би сакала да потсетам дека за прв пат ова учебна година имаме изработени учебници во Браево писмо, како и учебници во аудио формат, што им овозможува на учениците кои имаат проблеми со видот поквалитетно образование. Понатаму ќе се води сметка за ученици кои доаѓаат од ранливите семејства. Овој буџет обезбедува образовни асистенти кои се поддршка за дечињата со атипичен развој. Минатата година, само да потсетиме дека беа вработени со системско решение 500 образовни асистенти. И во наредната година, преку своите активности, МОН ќе се насочи кон остварување на целите кои што ќе овозможуваат секој ученик да го достигне својот полн потенцијал во развојот, обезбедување на инклузивно, квалитетно образование, унапредување на ученичкиот и студентскиот стандард, вложување во развој на науката, истражување и иновациите. Буџетот на Министерството за внатрешни работи за 2022 година целосно ги одразува заложбите и приоритетите за континуирано системско реформирање на полицијата преку етаблирање на принципите за владење на правото во сферата на безбедноста, како еден од круцијалните фактори за просперитетот на државата. Предлог буџетот на МВР за 2022 година е во вкупна вредност од 10 милиарди 410 милиони денари и е испланиран согласно развојната компонента за подобрување на работењето и реализирање на сите активности што се во надлежност на Министерството, како и негово непречено функционирање и работење за остварување на основните стратешки приоритети и цели. Преку реализацијата на буџетот се остваруваат две основни цели, од кои што првата е продолжување на воспоставениот концепт полицијата сервис на граѓаните и втората насочена кон создавање на модерна, опремена, стручна, ефикасна и задоволна полиција преку зголемување на платите за 5% во наредната година. Или конкретно погледнато, за реконструкција на објекти е зголемен буџетот за 100 милиони денари и тоа пред се. Центарот за обука во Идризово, Оделот за граѓански работи во зградата на Македонската радиотелевизија и изградбата на полициската станица во Аеродром. Поконкретно, за новата полициска станица во општина Аеродром ќе е предвидена реконструкција со сите европски стандарди кои што ќе ги задоволи потребите на граѓаните од оваа голема општина во градот Скопје. Понатаму целосна реконструкција и ново концептуално решение на просториите во зградата на Македонската радиотелевизија, каде што исто така голем дел од граѓаните од градот Скопје ги остваруваат своите права и тоа оделение повеќе од 10 години не е реновирано. Градежниот циклус се заокружува со целосна реконструкција на поголемиот дел од сместувачките капацитети, спортските сали, училниците во Центарот за обука во Идризово, затоа што таму веќе исто така многу години не е направена никаква реконструкција, ниту пак инвестиција. Исто така продолжува реконструкцијата на повеќе постоечки објекти со енергетско ефикасни фасади, кровна конструкција, промена на столарија и слично. Понатаму во буџетот на Министерството за внатрешни работи се испланирани и средства од проектот автоматизирана идентификација на отпечатоци од прсти и дланка, што влегува во групата на лабораториска опрема и за новиот објект на Оделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења, кој ќе биде опремен согласно сите најнови европски полициски стандарди во доменот на кримтехниката, како модернизација на летало на Оделот за воздухопловни единици на МВР со најмодерна опрема за комуникација и опрема за гасење на пожари. Почитувани присутни, според проценките на економските експерти се очекува стабилизација на стапката на инфлација за наредната година, која што е проектирана за 2,4%, при што ценовните притисоци како резултат на неизвестноста, поврзана со цените на енергијата и на дел од примарните производи на светските берзи, се очекува да се релаксираат од вториот квартал на идната година.
Буџетот е стратешки документ во кој владата финансиски ги предсликува приоритетите во контекст на остварување на програмата во интерес на граѓаните. Подкрепа на остварувањето на овие цели се и донесените стратешки документи со среднорочна рамка од 2022 до 2026 година, на кои што всушност се и базира конципирањето на овој буџет, а тие документи се фискалната стратегија, стратегијата за јавен долг, планот за фискална одржливост и економски раст, планот за забрзан економски раст, планот за јавни инвестиции, програма за економски реформи. Во насока на инклузивно креирање на политиките, ги вградивме и препораките на политиките и реформите од меѓународните и националните конференции, како и дебатите на настаните на економскиот и финансискиот форум одржан во Скопје. Тоа е и во рамките на препораките на светските меѓународни финансиски организации и активности, кои сите влади ги спроведуваат во овој пост-ковид период, односно со инвестиции во инфраструктурата, за да ги подобриме условите за водење на подобар бизнис и водење и подобар живот на сите граѓани. Целта на овој буџет секако е и устварување на повисоки стапки на раст и подобар животен стандард на граѓаните. Во буџетот се планирани најавените инструменти предвидени со планот за забрзан економски раст, кои што треба да ги мобилизираат средствата од приватниот сектор, при што граѓаните ќе можат да учествуваат во реализацијата на важни инфраструктурни проекти. Станува збор за развојни, проектни и зелени обврзници, како и обврзница индексирана со инфлација. Во најава и развивање на нова платформа со Bloomberg, со што ќе се овозможи регионалните банки да инвестираат во наши харти од вредност. Во однос на обврзницата индексирана за инфлација треба да се потенцира дека истата има за цел привлекување на расположливи средства на граѓаните. Првата цел е да се мотивираат граѓаните дел од заштедата што ја имаат во готовина да се искористи за купување на финансиски инструменти. Тоа значи дека секој што има, пример, 10.000 заштета, подолго време таа со текот на времето ќе изгуби од својата вредност и со купување на обврзница граѓаните имаат можност да влезат во систем и се добива можност тие пари да се интегрираат и да се намали потенцијалот од неформалната економија. При тоа треба да се додаде дека втората придобивка од издавањето на ова обврзница е што граѓаните добиваат годишен принос на средствата на нивото на инфлацијата, така што парите нема да ја губат својата вредност. Трета придобивка е што парите ќе се искористат за финансирање на развојни проекти од национална важност, преку што повторно ќе влезат и ќе се вратат во економијата. Важно е да се нудат пазарни инструменти што ќе ги мотивираат граѓаните да ги вложуваат парите онаму каде што ќе добиваат повеќе. Ова е еден од инструментите, а на располагање на граѓаните ќе биде и развојната обврзница, проектната обврзница и зелената обврзница, исклучиво наменети за капитални инвестиции, за што веќе постојат и значителни побогати искуства во светот. Овие инструменти ќе овозможат и на нашите граѓани од диаспората што ги чуваат парите во банките на развиените земји, каде што каматата е скоро нула, да инвестираат во обврзници врзана со овој проект. Во однос на индикаторите за мерење на успешност, веќе во буџетот за 2022 година имаме новини, 5 годишни индикатори за успешност на реализација, наречени input и output индикатори. Важно е да се додаде дека во овој дел ќе се работи за техничка помош за финансиските институции, како што е Меѓународниот монетарен фонд. Најважно е нашата економија, која што е мала, да се фокусира таму каде што има најголем потенцијал, а тоа се иновациите. Многу е важна и помошта да биде насочена кон фирми кои размислуваат за иновации, инвестиции и обстојување на пазарот. Затоа се дава подршка на фирми што ќе го зголемат бројот на вработените, инвестициите, за да можат дел од средствата да се искористат и да се претворат во субвенции. Покрај обезбедените повеќе средства, важно е да се заекне финансиската дисциплина и согласно законот ќе се прогласува финансиска нестабилност, пошто ќе се предвидува план за надминување на таквата состојба преку повеќе инструменти. Почитувани присутни, се надевам дека и покрај разликите кои што произлегуваат од нашите различни политички позиции, сите заедно ќе го поддржиме донесувањето на буџетот за идната година во насока на поголема стабилност на земјата и во насока на сите граѓани кои што се избрани, затоа што ние сме нивни представници во законодавниот дом. Исто така се надевам и дека очекувам и
разправата на оваа пленарна седница на денешниот четврти и утрешниот последен ден за буџетот ќе биде конструктивна, без забелешки кои што ќе предизвикуваат на некој начин навреди, понижување меѓу нас. Ви благодарам за вниманието.